Почитувани читатели на Фаланга, порталот Фаланга започнува еден циклус на представување на наши успешни македонци кои успеале со своите квалитети да се искачат на врвот на својата кариера овде во далечна и топла Австралија. Овој циклус го започнуваме со доктор Снежана Џамбазова Попордановска, доктор на науки по психологија, која што е доста успешна овде во Мелбурн и доста позната. Доктор Снежана, најпрво, добре дојде. Добре ме најдов. Најпрво сакаме да ве запрашаме кога и кој беше мотивот да дојдете да живеете и да творите во Австралија, да ја напуштите нашата прекрасна Македонија и да се одлучите за еден живот овде. Најпрво им благодарам за поканата во вашиот ценет весник Фаланга и благодарам за прекрасната најава. Во Австралија дојдов во 2004 година заедно со моето семејство, значи со сопругот Емил и со нашиот син Кристијан, кој тогаш беше само 18 месеци. А подоцна ни се прошири семејството, ни дојде на свет нашата прекрасна ќеркичка Грациела. И ние фактички бевме тогаш професионалци во нашата струка, значи бевме двајцата, и јас и сопругот работевме како доктори по општа медицина. Имавме повеќе годишно искуство. Меѓутоа, желбата за понатамошно усовршување, за надградување во нашите професии беше пресудна за да решиме да ја напуштиме Македонија и да се побараме среќата во далечната Австралија. Благодарам. Сега, вие бевте познат лекар во Македонија. Како и зошто решивте да ја напуштите лекарската професија и да се посветите на една наука како што е психологијата? Наука која што, мора да признаеме, е доста сензитивна наука, затоа што секојдневно всушност вие се соочувате со проблемите на луѓето, со најразноразни проблеми, кои што и не е така лесно да се решаваат. Ова е мощно интересно прашање. Па, искрено уште од најмала возраст ме интересираше психологијата, ме интересираше човечкото однесување. Значи, секогаш се прашував зошто некои луѓе поинаку респондираат во одредени ситуации, зошто некои луѓе се претежно несреќни, налутени, значи респондираат на еден негативен начин, а некои се претежно среќни, радосни, исполнети. И јас многу сакав да читам книги. Значи, ние имавме дома една огромна библиотека, значи зборувам за илјаници книги, буквално илјаници книги, и јас уживав да бидам во тој свет на книгите и уште од најрана возраст ме интересираше психологијата. Значи, од рана возраст ги читав класиците во психологијата, како што се Фројд, Ериксон, Маслов. И едноставно, колку повеќе навлегува во тајните на психологијата, толку повеќе бев фасцинирана од тоа како функционира мозокот. Значи, повеќе навлегува во тајните на човековата психа. И сега, мислам дека ќе биде ова интересно за читателите на Фаланга, еден интересен настан за време на моите студии по медицина во Скопје, кога требаше да го полагам испитот кој што се викаше невропсихијатрија. Значи, тој се состоеше во тоа време од 3 дела: неврологија, психологија и психијатрија. И јас полагав кај професорот Чепреганов, кој што важеше за експерт во полето на невропсихијатријата, и се сеќавам дека со огромна љубов го спремав тој испит. Тој беше мојот најомилен испит, можете да претпоставите. И кога заврши испитувањето и професорот само ме погледна значајно и сега требаше да ми стави оценка и да рече: колешке, наистина уживав додека одговаравте, затоа што видов со колку големо разбирање имате за овој предмет и колку длабоко сте проникнале во психологијата, и ќе ви ставам 10 само заради тоа што не можам да ви ставам поголема оценка. Меѓутоа се сеќавам на неговите зборови. А рече: колешке, знаете што? Ако можете, одете во странство. Вие треба да се усовршувате и Македонија не е за вас. Меѓутоа, нормално, јас бев тогаш студентка, исполнета, имав убав живот, никогаш не помислав дека еден ден навистина ќе ја напуштам Македонија и дека ќе заминам во странство, каде што ќе се реализирам на професионално поле.
Вака, слушајќи го вашиот одговор, сега произлегува едно прашање. А, во Македонија, во нашата Македонија, какви се вашите искуства во споредба со Австралија? Значи, еве, јас не сум многу долго овде, меѓутоа гледам дека овде луѓето полесно се отвараат за да поразговараат за своите проблеми и да побараат стручна помош, додека според мое мислење тоа не е случај со Македонија. Какво е вашето мислење и дали можеби токму тоа била пораката на професорот дека доколку во Македонија се посветите на психологијата нема да имате некои успеси токму поради тие сваќања на населението кај нас се уште она срамот и така натаму. Да. Кој е вашето мислење? Тоа е многу интересна забелешка и веројатно и многу точна. Се согласувам дека едноставно постои една стигма кај нашиот народ, нели, во Македонија, дека не е убаво или е срамно од другите да се побара помош. Меѓутоа, можете да разберете дека навистина нема зошто, напротив, ако постои некаков проблем, треба да се побара стручно лице кој што ќе ви помогне. Че така е со се во животот. Ако се расипе колата, ќе поидеме на механичар. Ако имаме проблеми во бракот, во врските, ако имаме проблеми или во семејството или со себе си, треба да се побара помош. Што за среќа тука во Австралија е некако многу поприфатлив начин, а луѓето навистина си побараат помош на вистинско место кај професионалец. Така. Знаеме дека завршивте медицински факултет во Македонија, меѓутоа со вашето пристигнување во Австралија, желбата за наука, за доедукација и така натаму не престанува и го продолжувате вашето образование овде во Австралија. Дали може да ни кажете на кои универзитети се школувавте, што студиравте, докаде стигнавте и ако може една кратка паралела помеѓу квалитетот на образованието во Македонија и овде во Австралија? Значи, да, точно, откако го завршив медицинскиот факултет во Скопје, јас работев како лекар по општа медицина 7 години, се до моето заминување во Австралија. И точно желбата да ги продлабочам моите знаења во областа на психологијата, фактички беа присудни да продолжам по овој пат на психологијата. Така да во Австралија се запишав на Австралискиот институт за професионални советници и успешно го завршив, добив диплома како советник, но желна да понатаму допринесам во светската наука, во психологијата, решив да ги продолжам моите студии на Дикен универзитетот во Мелбурн, каде што се стекнав со титулата доктор на науки во областа на психологијата. А во врска со второто прашање, што е разликата помеѓу двата образовни системи, австралискиот и македонскиот? Добро, тука може многу да се зборува, меѓутоа во кратки црти јас сметам дека основната разлика е, поготово ќе зборувам за универзитетското ниво, бидејќи имав можност, ќе зборуваме подоцна, да работам на неколку универзитети во Австралија исто така, е тоа што македонскиот систем, барем во времето јас кога студирав, некако многу беше насочен кон теоријата, Така. не толку кон практичниот дел. За разлика од тоа, австралискиот систем, поготово на универзитетското ниво, многу повеќе е фокусиран на практичните елементи, кои што ја мислам дека се неопходни за успех во било која професија. Така. Сега вака, доктор Снежана, дали можете вие да направите еден краток осврт на тоа како се развивавте на професионален план, од каде почнавте и како стасавте до она што денес всушност сте, а тоа е доктор на науки по психологија, што е навистина за пофалба. Благодарам, Сашка. Значи, сега, кога дојдовме ние во Австралија, јас донесов една свесна одлука целосно да се посветам на нашите две дечиња, знаејќи колку е битно во тие први години од развојот на детето да му се пружи љубов и разбирање и едноставно, нели, да се одгледаат во една топлина на домот.
Потоа, откако веќе дечињата малку подпорасна, веќе почнав во градинка, во училиште, тогаш почнав да работам. А првата работа ми беше во Брисбен, тогаш живеевме во Брисбен, на Квинслендскиот универзитет, кој што е фактички најпознатиот универзитет во Брисбен. И таму работев како универзитетски предавач на медицинскиот факултет. Значи, работев со студенти по медицина втора година и навистина со радост се присетувам на тие моменти, бидејќи така создадов една многу убава релација со студентите. Они така ме сметаа како еден најомилениот предавач на универзитетот. И секогаш ме испраќа кога требаше да се збогуваме, нели, со цвеќиња, со честитки, со благодарност за сето тоа што го научиле за време на тие сесии што ги имавме заедно. Потоа дојдовме во Мелбурн и во Мелбурн, нели, како што споменав, добив диплома за советник и потоа работев, додека работев на моите докторски студии, како истакнат студент, добив понуда да работам на Дикен универзитетот на факултетот за психологија. Како универзитетски предавач и навистина бев многу радосна кога ја добив таа понуда и со задоволство ја прифатив. Значи, едно прекрасно искуство, кога веќе едноставно бива можност да го пренесам моето целокупно знаење на помладите генерации. После тоа, откако завршив, значи откако се стекнав со титулата доктор на науки, во психологија добив исто една прекрасна понуда на еден од најдобрите универзитети во Австралија, тоа е Универзитетот на Мелбурн, University of Melbourne, каде што работев во Центарот за позитивна психологија. Навистина едно прекрасно искуство, бидејќи се запознав со прекрасни луѓе и многу научив за научно-истражувачката работа, нели, во полето на психологијата, нешто што многу ми помага во денешната работа. Во исто време додека работев на универзитетот во Мелбурн, добив понуда да работам како психолог на William Engels Institute. 2 дена да работам во неделата. Оваа работа беше фактички пресудна за да сватам колку им помагам на луѓето кои што нели побараа помош од мене. Чуваа такви позитивни промени кај пациентите што едноставно тоа се забележуваше не само кај самите пациенти, туку ги забележува и сите околу нив. Затоа што таа нивна позитивна енергија потоа нормално се ширеше. Гласот брзо се прошири и веќе многу брзо станав букирана 3 недели однапред и веќе имам и листа на чекање на пациенти. И затоа решив да отварам уште една моја приватна консултацијска соба, за да можам да им помогнам на сите пациенти кои што имаат потреба од моите услуги. Така. Тежок ли беше патот да се искачите на скалилото на кое што денес, така да кажеме, гордо стоите, работите, творите, напредувате во вашата кариера? И дали, за да го достигнете тој врв кој што навистина го достигнавте, требаше да жртвувате нешто? Може би семејството, дечињата? Да, тоа е знаеме многу. дека имате семејство. Да, многу убаво прашање. Сашка, знаеш, прочитав една многу интересна научна студија каде што научниците дошле до констатација дека професионалците, значи зборуваме за едуцирани луѓе, за да успеат во странство, било која странска држава, треба да бидат 16 пати подобри отколку локалните професионалци. Така да не беше лесен патот, не беше лесно да се стигне до тука. Најмногу заради тоа што јас и мојот сопруг, нели, заедно со дечињата дојдовме сами. Немавме никој тука да ни помогне, да не поддржи. Сами си го градевме патот кон успехот. Но најголемиот предизвик беше одгледувањето на децата. Едноставно, за нас тоа беше предизвик бидејќи ние сакавме нашите деца да бидат среќни, да бидат добро избалансирани личности и да им ги пренесеме нашите убави вредности, а и нашите традиции од нашата прекрасна убава земја Македонија, а во исто време и нормално да постигнеме професионален успех. Меѓутоа, нашата огромна љубов, нашето меѓусебно разбирање, нашата несебична поддршка што постојано јас и мојот сопруг си ја дававме еден на друг, мислам дека беше пресудна да
И двајцата се реализираме во нашите професии, а сега и да им помагаме на другите луѓе да се реализираат и да постигнат успех на сите полиња во животот. И сега, пошто вашата професија е токму таа, да им помагате на луѓето што имаат проблеми, дали можете накратко некако да го доловите тој момент, што вие преку вашата работа нудите, каков вид на помош, значи како луѓето да ве побараат, како да стасаат до вас и според ваш професионален одговор. Така, значи, јас сега работам во Ист Мелбурн, адресата е 62 Wellington Parade, во Ист Мелбурн, каде што работам со пациенти од секоја возраст и со секакви проблеми. Така да, значи, доаѓаат кај мене и деца, доаѓаат и студенти универзитетски, а и постари луѓе, значи 60-70 години. Меѓутоа, убавото од тоа е што едноставно успехот кај сите возрасти и независно од проблемите е навистина голем. И сега, проблемите може да бидат различни, а меѓутоа јас претежно работам со пациенти кои што патат од анксиозност, депресија, проблеми во врските, проблеми во бракот, проблеми во семејството, стрес или, например, фобии и така натаму. Работам во индивидуални сесии, значи сесијата отприлика трае околу 1 час, 60 минути, каде што најпрво дискутираме за проблемите, а потоа правам план и програм, индивидуален програм за секој пациент како најдобро да му се помогне. И сега, покрај тоа имам и групни сесии, значи каде што се собираме со луѓе кои што имаат слични проблеми, каде што јас им помагам како на практичен начин да ги совладаат проблемите, значи со практични техники и стратегии како да ги надминат тие проблеми, а и со време да се запознаат со луѓе, значи кои што имаат слични проблеми и да се дружат. Меѓутоа, сакам да истакнам тука дека мојот принцип на плаќање е за моите услуги навистина уникатен и сакам да ги запознам читателите на Фаланга дека принципот е дека секој може да плати онолку колку што може да си приушти или колку што смета дека вреди услугата, бидејќи јас ова работам со огромна љубов и со искрена желба да им помогнам на луѓето кои што имаат потреба од моите услуги. Значи, со ова сакате да кажете дека луѓето не треба да размислуваат колку пари ќе дадат, едноставно вие сте расположени во секој момент да им помогнете, без разлика дали имаат или немаат финансии. Така е, Сашка, затоа што јас сметам дека нема цена здравјето на човекот. И едноставно, како што реков, јас сето ова го правам со љубов и успехот веројатно затоа е неизбежен, значи тоа се случува пред нашите очи, само после неколку сесии веќе, значи се настануваат позитивни промени кај луѓето. Така да сите оние луѓе кои што чувствуваат потреба да се искажат или да побараат практична помош, значи кои што едноставно се дома и страдаат, сакам да им укажам и да напал дека нема потреба да седат дома со своите проблеми и да продолжат да се мачат и да страдат, нека повелат, нека се јават на телефонскиот број 0415 929 662 и ќе поразговараме и ќе се договориме, ќе закажеме сесија каде што ќе можеме на еден топол, пријателски начин или да подзборуваме како да ги надминат проблемите. Или истото може да се направи директно букирање на мојата веб страница, сега на англиски ќе го кажам, значи www.anotherwaycoaching.com.au. Така. Кога сме кај англискиот, со оглед на дека помладите генерации македонци кои што живеат овде во Австралија, без разлика дали се школуваат или веќе се завршени и работат, повеќето зборуваат веќе англиски јазик покрај македонскиот. Така да
доколку и тоа им е проблем кај вас, не би требало да биде, затоа што ви одлично го зборувате и англискиот и македонскиот јазик, така? Токму така, Сашка, да, значи сесиите може да бидат на наш македонски јазик или на англиски, бидејќи да, на двата јазика одлично ги владам. Јас, нели, докторатот го напишав на англиски јазик, така да слободно нека повелат и помладите генерации, многу убаво, и секако и постарите генерации кои што имаат проблем. Така. Меѓу другото, вие сте автор и на, барем јас за сега знам, 2 ваши книги од областа на психологијата. За едната знаеме веќе дека за втората се подготвува промоцијата, која што ќе биде наскоро. Што може да ни кажете за вашите книги? Значи, какви книги се тие, каде може да се најдат, на кого може да му бидат од корис и така натаму. Да, точно е, значи, јас ја напишав првата книга со цел да им помогнам на родителите да ја изградат здрави, среќни и избалансирани деца. Таа книга е направена како резултат на мојата долгогодишна работа, нели, во областа на психологијата, е базирана на научни истражувања, но и на практични искуства. И се вика 72 активности базирани на научни истражувања за развивање на социјалните и емоционалните вештини на децата. Значи, таа е наменета за родители, но исто така и за учителки, учители, за психолози, за сите оние кои што работат со деца, кои што сакаат навистина да им помогнат на децата да станат, како што реков, поздрави и поуспешни. Оваа книга, веќе искрено да ви кажам, успешно се користи во повеќе училишта во Австралија, а исто така и многу детски психолози и секако родители кои што искрено се заинтересирани за развојот на децата веќе ја купија. И може да се најде, веќе се продава, значи, на amazon.com. Многу наскоро ќе биде и на мојата веб страница, која што претходно ја кажав, значи www.anotherwaycoaching.com.au. Како што добро сте запознаена, Сашка, значи, веќе пред неколку недели ја напишав и мојата втора книга. Оваа книга е наменета за сите возрастни, значи за сите над 12 години, тоа е, значи, намената на оваа книга. Таа е резултат на мојата долгогодишна работа во областа на психологијата и во духовниот развој. И ги содржи одговорите на прашањата кои што сите ние си ги поставуваме во животот, меѓутоа, нели, не го знаеме секогаш одговорот на тие прашања во врска со како да се надмине стравот, како да се надмине страдањето, како да се најде мирот, радоста, љубовта, кои што фактички сите ние имаме. Значи, тоа е есенцијата на човековото постоење, меѓутоа, за жал, многу често не реагираме од љубов, туку многу често луѓето реагираат од страв. Но исто така, како да се искористи огромниот потенцијал на човечкиот ум, кој што сите ние го имаме. Значи, меѓутоа треба да знаеме како да го искористиме за да постигнеме мир, среќа, радост и успех на сите полиња во животот и да постигнеме комплетна реализација, која што е фактички целта на човековото постоење. Значи, со нетрпение морам да кажам, сите мои пациенти, сите мои клиенти ја очекуваат оваа книга. Еве сега ќе откриам нешто специјално само за читателите на Фаланга и за вас, дека веќе една издавачка куќа е многу заинтересирана и да ви кажам најискрено, значи тоа е една голема издавачка куќа која што е базирана во Америка и со која што веќе почнав да преговарам, така да се надевам дека многу скоро ќе излезе од печат книгата и читателите на Фаланга ќе имаат можност да се запознаат со незините содржини и се надевам да постигнат успеси на сите полиња во животот. Така, следејќи ги вашите одговори на прашањата, се обидуваме, значи има многу теми на кои што можеме да разговараме со вас, меѓутоа досега следејќи ги одговорите на вашите прашања, се наметнува прашањето дека, или заклучокот, така да кажам, дека
И покрај тоа што многу мина велат, Австралија не признава дипломи, Австралија не признава друга нација, австралијаните само можат да успеат и така натаму. Од ова што вие го кажувате, можеме да дојдеме до заклучок дека доколку имаш желба да успееш во Австралија, Австралија никогаш нема да ти попречи, туку напротив ќе ти помогне да одиш чекор понапред. Дали се сложувате вие со мене и што ќе кажете во тој поглед? Значи, дали навистина Австралија нуди, ти дозволува да успеваш без при тоа да бидеш, како што е кај нас, политички зависен или да мораш да припаѓаш на некаква партија и така натаму. Да, тоа е многу убав коментар, Сашка. Значи, јас сметам дека тајната на успехот на секој човек лежи во него. Значи, сите ние имаме капацитет и потенцијал да успееме во животот. И токму за тоа пишувам во книгата, која што, како што реков, набрзо ќе излезе од печат. Така да длабоко и силно верувам и се разбира базирано и на моето искуство дека сите ние сме на земјава за да се најдеме зошто постоиме. Што е нашата мисија на земјата и кога сите ќе го пронајдеме тоа, значи не постои пречка која што ќе не спречи да го постигнеме тоа. Напротив, тогаш ќе стигнат и правите луѓе, ќе стигнат сите оние кои што ни требаат во животот за да можеме да ја реализираме таа наша мисија на земјата. Што еве, не ми се случува, јас им помагам и на многу луѓе да стигнат до таму. Така да пречката може да биде само во нашиот ум. Така, значи не постои пречка за успех и достигнување на високиот врв на професионален план во Австралија. Точно, да. Доктор Снежана, ви благодариме за гостувањето на Фаланга. Секако овде нема да застанеме, ќе има продолжение на овој циклус представувања, затоа што вашата кариера не застанува овде, вие продолжувате напред со нови сили, со нови дела, со нови достигнувања и наскоро се надеваме дека преку Фаланга ќе ги информираме читателите за промоцијата на вашата книга, каде што уште од поблиску ќе ве запознаат вас како личност и пред се како психолог подготвен да им помогне на сите. Од најмалите до најстарите. Значи, пораката до сите е да повелат слободно ако имаат проблем, било каков проблем, или едноставно ако сакаат да поразговараат со мене, да повелат да дојдат во мојата консултацијска соба и јас со задоволство ќе им помогнам на сите. И мојата порака до сите е дека животот е убав. Животот е убав, а среќата е секогаш многу блиску во нас. И секогаш треба да бидеме да најдеме начин да бидеме позитивни, да респондираме на позитивен начин со љубов и да ја шириме љубовта, бидејќи секогаш во љубовта ќе го најдеме одговорот на сите прашања. Значи, почитувани читатели на Фаланга, како што на почетокот кажавме, разговаравме со психологот доктор Снежана Џамбазова Попордановска, успешна македонка овде во Мелбурн. Циклусот ќе го продолжиме со неколку нејзини представувања понатаму во иднина. И за крај да и се заблагодариме на поканата и што прифати да биде дел од порталот Фаланга кој што ја представи за вас. Благодарам, Сашка. И благодарам.